Наместо да превезуваат патници, автобусите за јавен превоз веќе 5 месеци стојат паркирани во дворот на пожарната во Тетово. Во јануари годинава помпезно беа промовирани и најавено дека за брзо ќе почнат да се обраќаат, но остана само на тоа. Градоначалничката неколку пати досега праша на кога ќе профункционира јавниот превоз, секогаш со ист одговор, дека ќе било наскоро. Се одвива уште некои консултации, значи ние очекуваме исто така нашиот план е да во побрз момент да почнеме значи со тоа. Надлежните тврдеа дека направиле анализи и стратегии на кој начин ќе функционира јавниот превоз. Прашање кое е доста комплицирано со оглед на хаотичната сообраќајна инфраструктура во градот. А токму поради ова, експертите не се баш оптимисти дека превозот ќе биде ефикасен и добро организиран. Прилично ми е несериозно да викате дека сте спремни, а при тоа немате веб страница на која што граѓаните преку која што би се информирани за линиите, каде почнуваат, како се поставени постојките, времењата, возниот ред, цената и така натаму. Менталитетот го знаеме каков ни е, значи ние сме навикнати на автомобил, че мора и таму да се действува многу, така да скептицизмот веројатно е тоа што се гледа на теа. Мислам дека лично моје мислење е дека не се пристапува баш правилно. Воведувањето на јавен превоз во Тетово се чека со години. Сега и автобусите, купени со поземен кредит од над 700.000 евра, чекаат паркирани. За почеток е планирано да се превезуваат патници само по главните булевари, но и ова се чини им е тешко на надлежните да го организираат.